Почитувани колеги, почитувана колешке, еве веќе 3 дена како се обидувате, наводно под наводници, загрижени да го спасите колегата Фадел Зендели. И не затоа што вие вас грижа многу и се секирате за Фадел Зендели, туку затоа што сакате да продолжи хаосот во собранието. Сакате да не работат комисиите, сакате сите закони кои што се носат за граѓаните да бидат запрени, да не се носат, да биде се и така натака и така натака. Изборите хаос, лицемерие, па поголем хаос и лицемерие од това што си реплицирате, па си контрареплицирате, па излегувате тука, па наводно сте загрижени и така натака, нема. Велите криминал. Па не ви е срам? Не ли ви е срам? Вашата политичка партија пред непол месец дена, раководството кое што беше кога бевте вие на власт, призна дека правело криминал, дека сте краделе пари, како политичка партија дека сте манипулирале со изборите, дека сте правеле најголемите злоупотреби. И тоа го признавте вие, не го кажувам јас или колегите од владеачкото мнозинство, тоа го кажуваат ваши поранешни највисоки функционери. Признаваат дека го направиле најголемиот криминал. И вие сега имате лице да излезете тука и да говорите за криминал. Срамата. Па во најмала мера сметам дека треба вака да излезете и да зборите за се друго, али за криминал не. Потоа излагате и тука го покажувате информаторот и сакате од нас или сакате од службите, сакате председателот или подпредседателот да ги стават не знам на каков одстрел, службите кои што работат тука и не направиле некоја ненамерна грешка. Па немојте, ова не е вашето време. Ова не е времето кога излегувавте и секој кој што ќе направи мала грешка е ставен за одстрел, избркан од работа, правени не знам какви хајки и така натака и така натака. Немојте да делувате така, немојте да ги подценувате службите кои што многу корисно, многу онака како што треба си ја вршат својата работа. И на крај велите спиеме. Не, ние не спиевме. Ние се обидувавме со вашиот координатор да најдеме заеднички јазик и да ги надминеме сите овие точки. Но што добивме? Добивме од вас едно непочитување, едно продолжување да има кочници во собранието, едно продолжување да не работат комисиите. Тоа сакате. Честно излезете тука одговорници и кажете им на граѓаните: не сакаме да функционираат комисиите, не сакаме да се носат закони кои што се во интерес на граѓаните. Тоа го сакате. Не сакате ни законот за наставници да помине, не сакате ни законот за клинички центари, така натака. Не сакате и не работите во на граѓаните. Затоа немојте вакви фарси, вакви театри да правите и да се обидувате да покажете дека вие работите во интерес на граѓаните и го почитувате деловникот. Немојте, ве молам. Благодарам.